Па добро, најпрво би сакал да искористам оваа прилика да се заблагодарам на сите наши сограѓани кои што масовно излегува на овие избори во првиот и во вториот изборен круг и воедно на нас како народни избраници, освен тоа што ни дадува привилегија, ни наметна и одговорност да достоинствено ги застапуваме во градскиот парламент. Воедно би сакал да се заблагодарам на сите сограѓани без разлика кој како одлучи и на кого да даде подршка на овие избори. Исто така би сакал да ви информирам дека праксата е по завршување на изборите во рок од 20 дена да се свика конститутивна седница. Ние во моментот сме во подготовки на таа конститутивна седница, на која што верувам дека ќе биде најпрво изберена верификациона комисија, комисија за мандатно-имунитетни прашања, а подоцна избор на председател на совет, конституирање на самиот совет на општина Куманово. Рок не се знае. Време. Рокот е во следните 20 дена. Од добивањето на уверението. Значи, во моментов трајат политичките преговори, прелиминарните политички преговори помеѓу сите политички субјекти и граѓански субјекти кои што партиципираат во работата на овој совет. Како што рече и градоначалникот, значи ние како коалиција предводена од Социјалдемократскиот сојуз сме отворени за сите, за преговори и разговори за понатамошното функционирање на Советот на општина Куманово, бидејќи апсолутно сметаме дека Куманово треба да гради како град, како општина граѓански концепт, без разлика на својата политичка, верска и национална припадност. Значи ли тоа дека преговарате и со советниците на Виктор Цветковски со оглед на тоа што во кампањата тврдите дека со нив нема никако да коалицирате? Мислам дека се тоа шпекулации. Не би сакал во моментов да отварам исто така шпекулации. Има формирано тим за преговори и разговори. Дали се исконтактирани или не се, ќе мора да се обратите на политичките представници, на политичките партии или во конкретниот случај на председателот на Социјалдемократскиот сојуз во Куманово.